Разгледувањето на извештајот за Македонија одложено за 24 јуни. Предлогот дојде од известувачот за земјава Томас Вајц, кој беше мета на критики од бугарските колеги европратеници. Вајц на почетокот на комисиската расправа во Европарламентот истакна дека се водели интензивни политички дебати за овој извештај, но неговата намера не е да решава билатерален спор. I must say that I absolutely stand behind my report. All groups have been involved into the negotiations. All groups have participated in forming these compromises. This is a report of the European Parliament and the European Union to the state of accession when it comes to the country of North Macedonia. This report is not intending or is not there to solve bilateral issues between Bulgaria and North Macedonia. Домашните власти очекува извештајот да биде усвоен, особено зашто Вајц го потенцирал постоењето на засебен македонски идентитет и јазик. Сепак бугарските европратеници очекуваат истрага за околностите под кои Вајц го напишал извештајот. Наистина вярвам, че в този период ръководството на парламента ще направи нужното, за да разследва и да провери всички факти и обстоятелства относно нередностите, които установихме във връзка с списването на доклада. Но му благодаря още веднъж за това в този момент наистина мъдро и отговорно решение и призовавам в дните и в седмиците, които ще имаме до следващото разглеждане, той да прояви също така мъдростта и да свика поне още един път докладчиците в сянка за доизчистване на останалите чувствителни въпроси. Во одбрана на Вајц застанаа дел од социјалистите и либералите. And we regret deeply the terms and insinuation addressed to the colleague Wise. I want to express the support for Mr. Vice's proposal and also to firmly condemn the campaign he was exposed. And this is unacceptable and shouldn't be repeated. Thank you. Full support. Премиерот Христијан Мицкоски неодамна повика извештајот да биде изгласан и за ова зборувал со како што додаде европски политичари, додека пак претседателката Гордана Силјановска-Давкова кажа дека ќе се стави под прашање демократскиот капацитет на Европскиот парламент ако извештајот на Вајц не биде усвоен.